Политичко-психолошки елемент. Владетелот, авторот, за кој што никој не кажал сега кој е авторот на овој проект, јас имам своје мислење, но никој од владачката партија или од овие перјаници на авторот не го кажуваат со име и презиме, сака да почне ново броење на времето. Тоа да почне од него лично. Авторот кој што си замисля една тотално тоталитарна варијанта за своето време, кој што и самиот вели дека милениумите ќе го покажа значењето на Скопје 2014, всушност влегува во една, би рекол, испреплетена мрежа на аргументи, кои што сега ни се сервираат дека навистина Скопје 2014 е всушност Македонија 2014, дека проектот всушност значело скаменување на времето. Многу отворено и многу јавно зашто мислам дека е политичко-психолошки проект, затоа прашав кој е авторот на проектот. Кога разговарате со луѓето од владачката партија, никој не знае да ви каже кој е авторот на проектот. Кој идете од по вертикала од долу нагоре, сите викаат абе не сум јас, можеби сгрешивме, или ја не сум го прашал конкретно, ама ве уверувам дека прашате ги, ќе ви кажат не сум јас. Кога ќе видиме кој е авторот на проектот, кој е човекот лично со име и презиме, кој што го замислил тој во 3 димензии и сака да го преслика во реалноста, ќе видиме дека се работи за една навистина авторитарно-тоталитарна манија. Но тие што сакаат по секоја цена да избегаат од кога зборуваме на тема проектот Скопје 2014 од политики и од партии, мислам дека жестоко се лажат. Реков многу пати, намерно инсистирам како папагал испаѓа дека повторувам дека е еминентно политички проект. Аца убаво кажа владетелот. Значи, кога велам кој е авторот, владетелот е авторот. Идеолошкиот татко на проектот е владетелот во оваа држава, моментално. За каков концепт на држава сме? За европска или античка Македонија? Македонија, сите ние што живееме во неа, ама буквално сите граѓани, ќе треба конечно да се соочиме со предизвикот и да го дадеме одговорот. Сакаме европска Македонија или сакаме античка Македонија? Сакаме да работиме за нашата идна и перспектива, апропо вашето прашање, или ќе останеме закопани во историјата со сите проблеми, контраверзии и фрустрации што различни историски периоди ги носат со себе. Значи, конечно како народ, мораме да се соочиме со нашата катарза или со големиот предизвик. Дали сме за европска Македонија или сме за античка Македонија? Кој прашувате конкретно за Александар Велики или Коњаникот, како што го нарекуваат сега. Да, не, во CD-то не пишува дека. Да, ние во еден друг дел од програмата околу Македонија и Европска унија имаме јасно ставено знаење дека ќе прекинеме така наречениот политички процес на антиквизација. И јас топло го препорачувам на владетелот во моментов, кој што вика Никола Груевски, да, кој што сака да го оспоменичи своето владење преку проектот Скопје 2014, топло го препорачувам да не го става споменикот на Александар Македонски на Коњаник,
Vendosjen e Aleksandrit, ne duhet jemi sinqert, është vendos në kohën kur në koalicion kanë qenë LSDM, BDI, LSDM. Është marrë vendim në qytetin e Shkupit dhe është votuar në Këshillin e Shkupit. Vendimi është marrë në qytetin e Shkupit për vendosjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeu dhe për vendosjen e Aleksandrit të Madh. СДСМ нема ништо против оддавање на почит кон ликот и делата на значени историски личности во Република Македонија, вклучително и на Александар Македонски, мајка Тереза, Ченто, Кузман Јосифовски Питу и така натаму. Имам вечерва пријатно задоволство и огромна чест што ми е доверена да ја отворам почетокот на оваа манифестација која што за прв пат се организира, а која што очекуваме да стане традиционална во овие наши краишта. Оваа манифестација, насловена како Царот на царевите, кралот на кралевите, Александријада, во чест од 2361 година од раѓањето на нашиот најголем крал, цар Александар Македонски, една манифестација која што е замислена да го потврди, да го подржи она што и самиот Александар Македонски го правел. За европска или античка Македонија? Сакаме европска Македонија или сакаме античка Македонија? Дали сме за европска Македонија или сме за античка Македонија? Оваа манифестација, насловена како Царот на царевите, кралот на кралевите, Александријада, во чест од 2361 година од раѓањето на нашиот најголем крал, цар Александар Македонски, една манифестација која што е замислена да го потврди, да го подржи она што и самиот Александар Македонски го правел. Јас стварно имам многу аргументи и сега ми отидоа сите.